Овие денови можеме да заклучиме и да видиме врв на кулминацијата на глупирањето и дрскоста на власта и човекот што ја води ова наша земја. Непризнавањето на извештајот, кој што е верификуван со подпис на членовите на комисијата, председателот и представниците од двете политички партии, и после тоа пуштање на изјави кои што се сосема дивергентни, представува навистина несериозност. За нас и за граѓаните на Република Македонија и за меѓународната заедница, Уставот беше прекршен на 24 декември 2012 година. Тоа е потврдено со подписите токму на двете политички партии, вклучително плюс председателот на комисијата Борче Давидковски. Така да морам да кажам дека Груевски е тој кој што уште во март месец избега од предвремени парламентарни избори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија никогаш не бега од избори. И ние сме секогаш подготвени да учествуваме на избори. Но потенцирам, никогаш повеќе нема да дозволиме организирање на уште едни криминални избори. Затоа го повикувам Груевски да директно, неформално, туку суштински, заедно со опозицијата и пред се со институциите на системот, се вклучат во исчистување на избирачкиот список до крај и вградување на сите препораки од ОПСИ и ОДИХР во изборното законодавство. Тоа е исто така препорака од Мартовскиот договор, наша обврска како земја. Штом тоа ќе биде завршено, веднаш можеме да го прецизираме терминот за одржување на парламентарни избори и најбрзата процедура за организација на вакви парламентарни избори. Треба да знае и тој, но и граѓаните, дека во фер и конкурентни надпревари и создадени услови, на секој ќе му биде јасно колку лесно ќе биде поразена оваа власт.